Продолжуваме повторно околу нашата убава македонска традиција, нашиот фолклор, нашите македонски музички познати инструменти и така натаму. Јас ке му посакам добро утро, ке кажам слободно на големиот Драган Даутовски, познавачот на македонскиот фолклор, познавачот на нашите македонски инструменти, кои што како во Македонија представени низ многу земји во светот, да кажам. Добро утро и добре ни дојдовте. Драго ми е што и вие сте дел од утринската програма. Благодарам на поканата. Ке зборуваме за сега неодамнешната промоција на вашата нова книга. Еве само накратко, Сузе, добро утро за тебе, се разбира. Добро утро до тебе, до сите гледачи. За што конкретно се работи во книгата? Па да, тоа се два наслови научни труда кои што се резултат на мојата долгогодишна уметничка, педагошка и научна дејност. Станува збор за два, би рекол, современици, кавалот и топчестата флејта. Прашањето е друго и одговорите на поставеното прашање кој постар од нив. Топчестата флејта знаеме дека е 7000 години. Така е, 7000 години. Имаме некакви податоци кои што ни ги дава како информација македонската археологија. Кавалот од друга страна е како архетип, звучен архетип на македонската душа, како што ќе го нарече големиот Ефтим Клетников, на свој начин, е по мене уште постар. Значи, станува збор за култури или, да, култура на изработка на инструменти или инструменти кои што го пратат еволутивниот пат на човекот, воопшто човештвото. Не се илјадници, него се милиони години. Значи, можеме генетски или генезата нивна да ја бараме некаде во самите почетоци на појавата на човекот како свесно битие. И од тука тоа се два труда кои се посветени токму на овие два инструменти на еден интердисциплинарен начин, затоа што да истражувате нешто толку многу старо или толку коренето, втемелено во македонската душа. Иначе Карл Густав Јунг вели дека секој човек или секој човечко битие носи две души. Едната е душата на своето битие, на неговиот персоналитет, а другата е душата на колективот, на народот. Вие сте сега ова утро две души споени во едно, би кажала, со оглед на тоа дека сте секој утро, не само денеста. Не само вие две, и кај мене четворица сме. Со оглед на тоа дека Сузите како е добар познавач на музиката и на сето оно што се работи токму за неа. Исто со нетрпение очекувам разговорот да го слушнам. Сузе Повели и честитам за трудот на вистина. Благодарам. Благодарам повеќе, од сигурна сум дека малку ќе ни бидат минутите кои ги имаме предвидено за гости, но ќе се обидеме еве вака во тие што ги имаме на располагање да ве доближиме повеќе до гледачите кои можеби имаат оскудни информации за тоа кој е Драган Даутовски и што се направил во изминатите 40 години на нашата сцена. Фасцинирачки ми беа некои податоци кои ги прочита во вашата биографија, дека првиот ваш инструмент бил всушност мандолината, така нели? Така, вториот, меѓутоа најзначајниот Хармониката беше прв, па мандолината, па тромбон учевте во средно музичко училиште. Од каде дојде идејата со народните инструменти? Дали ве повикаа од другата страна, од некаде? Тоа сигурно, тоа се генетски предиспозиции и колективни. Значи, пред малку кажав дека сите трансгенерацијски искуства на еден поединец ги добива од колективот, ги добива по пат генетски пат, културолошки, социолошки и така натаму. Така да, веројатно, кај секој човек поединачно и кај мене се разбудил тој архетип за музика, за звучен архетип кај мене во најраната детска возраст. Така да мандолината подарена и изненадувачки беше за мене кога ја добив. Од вашиот вујко, бидејќи вашите родители не сакале да ви ја купат? Не, татко ми, со нивни пари се разбирам, не ме частел вујко, меѓутоа, без да знам, ги задоволиле моите потреби да се бавам со музика, иначе во тој период ја бев познат повеќе како спортист. Добар голман и така натаму. Во вашето Русиново, од каде сте вие родом, по традиција било некако, или пракса било машките деца да стануваат полицаец или поп? Така е. Вие кога бевте, кога ви стана јасно дека вие ни едното ни другото ќе видите музичар? Па уште како петтооделенец, иако не само татко ми, него сите
родители во тој период сакаа да некако ги згрижат своите машки потомци и тогаш беше многу популарно. Државна работа, сигурна работа. Стан рано во пензија, бенефиции и така натаму. И јас бев со план на татко ми да отидам во полиција. Сите мои другари од тој период се полицајци. И еден поп. Така да беше многу популарно во Малешевијата или полиција или поп. Меѓутоа јас уште како петто оделенец давав сериозни насоки дека сакам да бидам музичар, особено кога ја добив мандолината во раце, знаев дека таа ми е портата, вратата, прозорецот кон она што денеска сум. Беше тоа добронамерно прифатено или на некаков начин ве обележаа како црната овца во крајот? Па не, јас важев за добар голман, на кој беше многу тешко да му се даде гол. Знаат мојата генерација и меѓутоа беше исклучително изненадувачки за мојот круг и генерацијски круг во тој период во основното училиште во Берово, кога се појави прв пат со мандолината во оркестар. Тоа беа овации? Ма какви овации? Подсмев, смеење, гласно, од каде сега драгам, пошто бев корпулентно дете, баш за спортски тип. Така малку и немирен. И кога ме видоа со една нежна, жолта една мандолина, нова, гланц, уште се сеќам, ми се чини дека со најлон ја носев во школа, со претходно договор на наставникот по музичко тогашен, дали можам да се вклучам во школскиот оркестар. И тој ме представи на голем шок на моите другари од школото, за после 2 месеци, 3 да ја превземам водечката или она солистичката улога во оркестарот, практично ги надминав технички сите. И за мене беше уште еден момент, а тоа кога ќе добиев казна или од другарите спортски, нежно, или од татко ме ако направив некоја белја, ќе добиев некој шамар. Вечерта дружбата со мандолината ми беше друга димензија. Прекрасно. Знаев дека ќе го одам тој пат сериозно. Драган, вие во раните 90-ти години, планирано или непланирано, ќе речам, се е судбина и случајности не постојат. Бевте еден од оние луѓе кои изврши една голема изборна преродба во нашата музика. Бевте скретничарот всушност и оне кој почна да не буди сите, да се освестуваме какво ни е богато наследство ни е оставено и колку се ние можеме да презентираме во светот за светот да не гледа со поинакви очи на музички план од она што не гледал порано. Имате остварено повеќе од 2000 концерти во било кој од составите на соработниците со кои што сте биле на сцената, не само на нашава, туку и на светската сцена. Огромен багаж, огромно искуство, би рекла тоа. Професор сте и на катедрата за народни инструменти, бевте иницијатор за формирање. Така, и во средното. И во средното музичко училиште се сеќавам. Колку ученици, колку студенти поминале низ вашата класа? Кога ја заокружував книгата за кавалот во Македонија и кога сватив дека поминале многу генерации од 93-4 година, многу тогаш беа генерациите по 18, студенти по 20. Огромни бројки, за среќа голем дел од нив и фотографирав, па така немав проблем да го срочам текстот и од аспект на фотографии, меѓутоа и свесен колку многу и пропуштам, затоа што немам забелешки за нив, односно фотографија. Тоа беше друго време. Да. И практично огромен број на студенти, за среќа тој продолжува тој континуитет на интерес, кај ќе видите еве и од промоцијата имаше многу млади луѓе, идни. Јас обично секоја година реализирам поточно работилници. Минатата година беше во Штипското средно музичко училиште, каде што кога ќе видите колку млади луѓе, 60, 70, 80, не знам колку беа, дека имаат интерес да се бават со таа проблематика, за сочувување на звучниот геном на македонскиот народ, на македонецот. Така да
едноставно ме прави среќен, задоволен, да. Има континуитет. Да, свирите повеќе од 20 народни инструменти. Можеме ли да кажеме дека нема тежок и лесен или сепак има потешки инструменти за совладување и инструменти кои би можеле можеби како самоуки да ги откриваме? Па знаете што, јас би ви одговорил вак. Знаеме дека секоја средба со ново познанство на нов пријател стекнат или човек кој што ќе има некаков гард према вас, знаете дека наидувате на тежок карактер, полесен карактер и така. Тоа е исто со инструментот. Значи секој инструмент има своја тежина, он е сам по себе персоналитет. Начинот на кој што методолошки и практично ќе му придете е резултат на вашето искуство. Во комуникација со луѓе, тоа значи во комуникација со инструментот како алат на реализација на некаков мисловен концепт. Колку гости дојдоа, али сите кои ги очекувавте на промоцијата во Матица во петокот? Жалам што јас имав емисија во програма и не можев навистина да дојдам за да би се придружам, но еве гледам дека навистина убав состав на присутни луѓе, гости, па и музичари. Па да, имаше многу, меѓутоа и многу кои очекував да се појават, особено од мојот драг колектив на факултетот. Одсутни, меѓутоа на големо моје задоволство деканката прифати да има една промотивна реч за овие две издања и за мене е сосема доволно. Иначе навикнав во животот, веќе имам 67, сериозно ги газам 67 години, навикнав да бидам од каде сега ти свириш инструмент, од каде сега ти... Чудесно е тоа. Многу е чуден тој наш мал комплекс. Луѓето се тука со нас, до нас, околу нас, следат се, сите имаат интернет, и меѓутоа има еден таков чуден пристап, не сите се разбира, на одредена категорија на луѓе кои што навистина дури се чувствуваат и навредено што не сте им кажале што сте се направиле, како да треба да ги информирате што сте се направиле. Каде те и сега свириш на овој инструмент или не? Мислам, фасцинантно. Мене тоа не ме светот реагира на ова кое вие го изведува? Сосема друго. Кога како артист на УНЕСКО, кој бев, да речеме, неколку пати во Кина, Кина има 2800 филхармониски, односно симфониски оркестри. Само 2800? Само 2800, излегуваат по 50 милиони годишно кадар, кои што го преплавуваат светот дефинитивно. И кога ќе видите дека барем така ми кажуваше менаџментот од УНЕСКО, дека до мене луѓе плачат на каволот. Значи, нив ги до нив допира енергија, затоа што она што го нарекуваме музика е резултат на онаа тријада човек, инструмент и неговото творештво, неговиот ментален капацитет творечки, нели? Без разлика каде во светот да се најдете, тие ќе почувствуваат енергијата, затоа што музиката е во принцип енергија. Па затоа и на многу концерти ќе забележите како луѓе од нигде никаде си плачат за време на концертот, не затоа што им се случило нешто лошо, туку затоа што им е убаво додека го слушаат она кој некој го музицира. Говорот, јазикот, мајчиниот јазик е карактеристичен за една заедница, за една култура, од кој што ти ги црпиш, ги наследуваш сите вредности на колективот, за назад да вратиш исто со таков еден свој допринос кој го викаме трага на животот и така натаму, за кој што сметам дека е во принцип суштината, односно смислата на животот, да оставите трага, да бидете трајни вредности, да печат во рамките на својата, како се видели, заедница, на својот народ, а суштината на животот по мене им припаѓа на неродените. И така да кругот постојано отворен. Тркалото врти. Вие веќе си обезбедивте виза за бесмртност низ вашата музика, низ вашите книги, верувам дека уште доста ќе давате во овие години во кои што следи сега и оној малку посмирен период, ќе следи и пензионирањето, здравје Боже. Меѓутоа енергетски малку по-нависоко ниво. Секоја чест. И ќе ве следиме. Ние имаме рубрика Трето доба, ќе ве следиме понатаму што се ќе правите во тие години кога ќе имате еден друг пристап на денот и на начинот на кој ќе бидете во контакт со публиката и пак се навраќаме на она што рекол Фридрих Ниче, дека животот без музика најверојатно би бил некаква грешка. Грешка, така е. Се согласувам потполно. Ами не е случајно.
Да. Звукот е космичка енергија која го прати оно што го нарекуваме звук од психолошки аспект, го прати целиот, како што кажав, еволутивен процес, не само на човекот, него на се што е живо, затоа што звукот е животворна енергија, таа е присутна во се што е живо, дали е растение, животно, човек и така натаму. И на свој начин го храни, го поттикнува тој позитивен развој на човештвото во случајов. Драган, дали сме тука некаде при крај со Јас би монтажата? сакала само за крај, Сузе, ако дозволиш, уште еднаш еве вака и да ги запознаеме малку гледачите, затоа што има уште неколку минути за оваа глинеста, топчеста флейта. Окарината. Да, Топчеста флейта, така. Топчеста флейта, која е единствена во Македонија така и пошироко сигурно. Па и на светски. Да, Пронајдена е во 1989-та, така во Да, близина на меѓутоа Чашка. стара, како што кажа и Сузе, зборувавме околу таа тема, 7000 години. Да. Да. Па може би тој инструмент... Тоа значи дали ние македонците толку сме биле музикални уште од пред толку многу. Па не само македонците, него човекот. Ние денеска сме навикнати да имаме интеракција, да имаме уметник од една страна, изведувач, наспроти аудиториум, публика. Во тоа време публиката било космос. Значи талентираниот... Повторно имало поврзаност. Да, талентираниот индивидуалец во тој припадник на една заедница првенствено морал низ еден сериозен мисловен концепт да го изработи, да го осмисли. Тој звучен, како да речем, алат. Значи, тој алат е ништо, кој што го нарекуваме музички инструмент, е ништо друго току анатомски вградениот музички инструмент на нашето тело. Тоа е грлото кое треба да ги озвучи нашите мисли и го доживаме како говор, како комуникација. На исти начин и алатите, музичките инструменти ги материализираат таквите мисловни, звучни концепти, затоа што говорот, словото е исто звук. На почетокот беше словото беше Бог во Бог и така натаму, тоа е звук. Така да, во принцип, топчестата флейта е можеби документиран автохтон инструмент, затоа што тука е најден, ја знаеме од прилика, да, ја знаеме староста кога приближно е создадена, значи во периодот на неолитот, период каде што човештвото го живее својата пролет. Немало војни, немало човештвото, политики, немало ништо, политики најмалку, него имало само сплотеност и комуникација со космосот, со матрицата, затоа што ние сме припадници, односно и припаѓаме на оваа колективна матрица која што го нарекуваме космос или Бог или не знам како. Но таа дојде во вашите раце за да ја совладате и да ги слушнеме звуците од истата флейта. Секоја чест. Имав проблем да одговорам на прашањето зошто јас, ама Евтим Клетников вели во својствен еден поетски начин. Не, него она го чекала неродениот да се роди повторно. Затоа што можеби јас сум ја свирал пред 7000 години, ако рече некој. Ништо не е исклучено точно. Да. Ако некој верува во инкарнација и така натаму. Во регресии, да. Така да ништо не е случајно. Патиштата се Верувам. Запишани некаде таму горе. И знаев дека овој разговор вака ќе тече со двајца музичари. Таа ве повикала, не вие, не се верувам. Не чекала макар Швелија Евтим Клетников да се роди па да се сплотат заедно, затоа што јас за себе сметам дека сум енергија која што треба да озвучи еден алат кој што е генериран да звучи, да прозвучи. Така да едно, јас сум само сервис во принцип. Конкретно и на топчество. Уште многу инструменти да облагородите, уште многу млади генерации да инспирирате, ама и не само млади, туку и сите оние кои се чувствуваме млади, бидејќи ние не броиме години, ние печалиме искуства, пријателства и моменти за паметење. Ви благодарам што бевте оваа наш гост. И на вас. Благодарам со ваков професор, се знае какви ученици може да произлезат од катедрата. Секое добро и многу успеси и понатаму. Се гледаме повторно во следна можност и прилика. Задоволство ми беше.